14 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Со мојот денешен гостин, специјалист педијатар доктор Ангел Чандоновски, ќе говориме за една многу важна тема за децата како една најважна, можеби најкревка популација во целиот тој здравствен систем. Многу ми е драго и многу ми е чест што токму доктор Ангелчо ќе биде за прв пат како доктор специјалист педијатар во емисијата од своја страна и што токму еве пред вас ќе представиме доста актуелни, доста важни теми денес во врска со здравството. Да не должам многу во најавата, докторе, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во емисијата од своја страна. Ви благодарам на поканата, на вистина толку бев радосен кога добив оваа покана, бидејќи токму дека сум прв педијатар кој што учествува во вашата емисија. Сметам дека секој пат треба да се даде акцент на вистина на децата, бидејќи тие знаеме дека представуваат наша иднина и дека мораме се да создадеме за нив и да им го олесниме и самиот пат и начинот на раст и развој за да може да имаме едно здраво општество. Токму така, целиот ваш професионален живот од вашите почетоци па се досега го посветувате на децата и на педијатријата како една специјална гранка од медицината. Зошто токму педијатријата и зошто токму работата со децата? Ајде вака ќе бидам искрен. Педијатријата дојде како втори избор на некој начин или во мојот животен тек и во мојот животен пат. Претходно беше нешто базирано токму од страна нели на мојот родител кој што беше хирург, па јас влегов првично во хируршките води за да подоцна на некој начин осознам дека на вистина осознавањето на целиот свет и она што не нас тера напред е да се бориме за децата и токму ја избрав токму таа струка, односно педијатријата. Се уверив дека на вистина ако уште у самиот старт им зададеме правилен правец на нашите деца, дека тие би се развиле на вистина во вистински луѓе и би го представувале и своето семејство и својата држава и својот начин на кој што ќе го градат ово општество тие со прав зададен пат. Така да се определив за педијатријата и навистина не сум погрешил и го работам тоа со љубов, се познава нормално и по мене самиот дека навистина се заложувам и она познатата моја максима се за децата произлезе токму од таа љубов. Односно, можам да кажам, кој што си ги сака своите сопствени деца, треба да ги сака и другите деца и само на тој начин ќе биде среќен и задоволен од сето тоа што го работи. Да, токму така тоа ќе беше моето следно прашање, колку љубовта кон дечињата е пресудна за оваа професија, како е да се работи со дечињата, еве како изгледа можеби канцеларијата на еден лекар специјалист педијатар? Првично треба да има многу љубов. Тоа е најбитната работа. Таа љубов треба да се чувствува и треба секој пат да имаме насмевка. Дури да ни е тешко и да ни е најлош ден и од дома да не ги носиме домашните проблеми, туку да буквално се сконцентрираме на проблемите на тие деца за да им помогнем. И најдобра награда и најубавата награда е кој ќе видиш едно дете да е насмејано и ќе ја добиеш неговата радост. Знаеме дека тие претежно кај чичко доктор плачат, нели? Така. Но секој пат не е така, некој пат и самиот момент кој што во една ординација кој што секако треба да има доста играчки, треба да биде налепена со убави сликички и така натаму каде што на детето ќе му го одвртиме на некој начин вниманието. Можеби знаете дека како претходно кога бев директор на детската болница Козле, таа болница дури го доби епитето да биде дури сликана и од многу амбасади со мурали, детски мурали, со сликички, со змаеви, со принцези. Дури и дворот ни беше цел направен во Мики, Мини Маус и така натаму, да не се чувствува дека се тие наоѓаат во една болница и дека очекуваат некаква интервенција, него баш токму да тоа го сватат како еден олеснителен момент кај што ја бараат својата помош. Така да навистина треба, јас само ќе кажам, една голема љубов и една топла убава енергија да се шири во една таква ординација. Така, вие веќе сте доста успешен како лекар, ве препознаваат како еден доста успешен лекар педијатар. Со какви предизвици, докторе, се соочува педијатријата денес како гранка од медицината? Слава на Бога, можам да кажам дека навистина има многу работа и тоа не е за џабе, дека сето тоа доаѓа од процесот кој што го изминавме и минатиот период. Да, тоа е еден период кој што е доста долг, ама ќе кажам дека и пандемијата, пандемискиот период ги внесе сите тие недостатоци на некој начин да дојдат до израз. Таа затвореност, таа една, да кажеме, атмосфера мрачна,
на некој начин кој што ни се случуваше, беше токму и на некој начин иницијална капсла за понатаму, за да може за да и ние како стручни лица ги приметиме сите недостатоци кај децата, а и ние како и родители, па да ги уочиме и да ги искажеме слободно, поготово да побараме помош од професионалци. Можам да кажам дека многу проблеми се јавија. Едно од најголемите проблеми е менталното здравје кај децата, кое што во последен период на вистина е засегнато. Што ни се случи? Ќе кажам дека ни се случи да децата го изгубат говорот, значи да имаме отсуство на говор, значи експресивниот говор да биде дури изоставен. Децата се внесоа во еден виртуелен свет, стана YouTube генерација или TikTok генерација, стана еден огромен проблем кој што навистина можеби другите држави, поразвиените држави го имале и претходно, но ние сега го воочиме пошто сме мала држава. Имаме појава на АДХД, односно на хиперактивни деца, имаме појава и на успорени АДД деца, кои што се доста успорени, као ги учуткувавме и ги умолчуваме, кај тинеџерите се појави и првите анксиозни симптоми, симптоматологијата на анксиозност, кој што не би требала да биде во тој период, но ете веќе се случуваат. Таа се рефлектира и е доста, да кажеме, приметлива. Буквално кога овие деца се појавуваат стравови, појава на многу голем број на стравови за својот собствен живот. Нели и ние им го тоа на некој начин рефлектиравме и манифестираме, оној социјален момент беше изоставен. Тоа е за жал, нели таа вистина која што ни се случи кај нас. Така да има доста работа, така, нафрлевме доста работи. Кога веќе ги споменавме социјалните мрежи, еве YouTube, TikTok и сето она што е денес популарно за дечињата, што најчесто ги советувате родителите на тие деца, еве конкретно, бидејќи знаеме дека тоа се повеќе и повеќе зема се поголем замав денес. Како дел на Заводот за ментално здравје кај деца и младинци младост, кој што е под здравствен дом, многу често се работи на ова проблематика и нормално дека кога ќе дојдат родителите со овие сите проблеми кои што ги напомнав во претходниот, нели, претходното прашање, можам да кажам дека првиот совет мој е да се намалат користењето на телефоните и на телевизијата на многу минимално ниво, односно да биде тоа само доведено до или како награда, да го наградиш, нели, за завршената работа, или буквално да биде отстрането. Зашто? Токму онаа проблематика што ја напомна претходно, дека децава стануваат YouTube генерација, TikTok генерација, компјутерска генерација, геймерска генерација и така натаму, го заборавија нашиот јазик, се појави билингвалност, значи почнуваат да говорат втор јазик. Не е тоа лошо воопшто, но сепак најчиниот јазик треба да си го знаат, без разлика, нели, на сите тие други работи кои што допринесува и се преднос од вториот јазик, но сепак не може да се на некој начин оставиме за да станеме, нели, да го изумираме и својот јазик. Ја можам да кажам дека стриктно ги забрануваме на почетокот телефоните, дур не дојде до некаков си напредок во говорот кај детето, бидејќи имаме доста алалии, појава на отсуство на говор кај децата и мораме да го и дури стимулираме и мозочето за да почне хемисферите двете да функционираат меѓусебно и центрите за говор да почнат да се развиваат, затоа зашто сето тоа дојде и како недостаток не само на ова изолација, еден губење на оној социјален момент и оној друштвен момент кај што го има, немаше градинки, немаше училиште, немаше комуникација, го немаше тој целиот джагор, детската игра, дружењето и дружбата и така да децата се изолира во сами сопствени светови. И настана појава и на аутизмот да дојде до израз, не дека не постоел аутизмот, тој постоел, можеби не сме го тогашка дефинирале и детектирале или не сме говореле слободно, сега можам да кажам за жал дека секој трето, четврто дете е со аутистични спектар кој што се појавува кај децата. Така, и сега од друга страна ги имаме оние нови родители почетници, какви се совети бараат од вас? Дали родителите почетници се запознаени всушност со родителствувањето, со здравствената грижа која што треба да ја упатат кон новороденчето и целиот тој процес? Еве, јас ќе говорам како родител. Да, можам да кажам да родител кој што професионално се занимава, нели, со педијатријата, кој што е професионалец така натаму, но сум субјективен. Значи, моите деца не ги оставам јас сам да се одлучувам за нив, туку барам помош, нели, од некој колега која станува збор за моите деца. Да, тој ќе ве потпрашав.
Ќе кажам една многу битна работа дека навистина денешниве родители и покрај постоењето на Google и Yahoo, нели стално се шалам ако сте ја прочитале, тие многу дубово читаат, знаат да читаат, но сепак да ја оставиме работата на професионалците да си ја вршат до крај, дека навистина не работат секојдневно со такви проблематики, бидејќи секој организам е различит на некој вид и се разликува еден од друг, не постои тотално еден и единствен универзален систем за организам, сите се различни, поготово децата, дури да го изгради својот карактер, да го изгради когнитивните способности, тие се развиваат од втората година па понатака и се задаваат постојано. Ќе кажам дека навистина се неинформирани. Проблем не е само на нас како професионалците да им објаснуваме и така натаму, тука треба и државата да се засегне за тој дел и да продре, буквално да чукне на секоја врата од секој дом каде што се наоѓаат идните родители, нели? Буквално ние мораме да растеме и да се развиваме како популација и да се на некој начин создава потомство кое што подоцна ќе го продолжи нашиот пат или ќе продолжи по својот пат за да ја гради и оваа држава и самите себе си. Ќе кажам дека навистина треба да се засегнеме и да се ангажираме токму кон информацијата. Информацијата да допре до нив и да бидат едуцирани. Родителите буквално, еве јас како професионалец искористив еден момент да им го олеснам сето тој пат и го извадив тогашня својата прва книга педиатриски прирачник од 0 до 6 години за првите 6 години, каде што буквално се офатени сите моменти кои што се најчисти кај децата и кои што се јавуваат за да им се олесни на родителот, на еден родител и родителите патот како да постапат кон своето дете. Дали било тоа висока температура, дали тоа биле еден вид на напади, дали тоа дете има отсуство на говор, значи офатиме многу теми, дали тоа се првите колики кои што се јавуваат, првите грчеви, дали е тоа проблеми со болки во стомачето, зашто ме боли мешето, зашто се случуваат овие работи. Сите одговори ги има во тој педиатриски прирачник. Така, за кого се е наменет прирачникот? Тој е наменет буквално за сите родители, наменет и за професионалци, можам да кажам, затоа зашто се навистина професионални теми, офатени од многу области, како од педиатријата, така и од логопедијата и дефектологијата. Моравме да го заземеме тој сегмент и да се направи еден таков прирачник, кој што за прв пат е такова нешто издадено во Македонија, до сега не постоел педиатриски прирачник. Јас стално се шалам, ако сакате нешто да проверите, прогуглајте и просурфајте или најдете го на Yahoo, се шалам, но не излегува прв. До сега немало таква тематика, не е обработувано. Треба да се ние како автори и како професионалци заангажираме да имаме доста македонски дела кај што и така само ќе може да стимулираме да се тоа по употребува. За уште поголема да биде честа и радоста во ова издание од емисијата ќе ја испромовираме за прв пат развојна патека кај децата, вашиот втор труд, вашето второ дело. Развојна патека кај децата во овој прирачник ќе најдете што? Токму после година ден од првиот педиатриски прирачник излези ова дело, кој што несомнено го посветив на своето семејство, го посветив на сите деца. Значи, затоа зашто токму овие 2 години работењето во Заводот за ментално здравје за деца и младинци увидов што значи таа болка кај родителите и што треба тие првично да го приметат кај своето дете и за да ни се обратат со време. Нема нерешливи проблеми, ретки се нерешливите проблеми, се решава, но со голема упорност од страна на родителите претходно. Ние како професионалци секој дека ќе им зададеме една правилна патека и ќе учествуваме во нивната борба, ќе се залагаме и понатаму да сме составен дел на нивната борба, но родителите се тие кои што треба се упорни и ја имам една узречица која што ја слушнав од мене многу драга личност која што рече подобро е сега вие на почетокот да плачете него оно кој ќе порасне па да плаче подоцна он. Така некако имав животна приказна за да ова го создадам, да ја создадам токму оваа развојна патека. На некој начин ова е еден вид на мапа каде што буквално од нулта возраст па до 7 години што се треба да приметуваме кај нашето дете, што се треба да видиме, да уочиме, дали се тоа неговите емоционален раст и развој, дали е тоа телесен раст и развој, дали е тоа ментален раст и развој, дали е тоа говор и се она што следува со возрастите, фонтот на реченици, кога детето треба да проговори, кога треба да ги трнеме првите пелени, кога треба за прв пат да уочиме одредени разлики или предности кај тоа дете, е токму опишано во оваа патека. Претпоставувам и ова дело е наменето за сите родители, за сите оние кои што се занимаваат со можеби и стручно со оваа област.
И сега ме интересира мене колку родителите овде во Македонија сакаат да читаат стручна литература која што ќе помогне во нивното родителствување, во воспитувањето, во одгледувањето на Се нивните надевам деца. дека родителите веќе почнаа да сваќаат, младите родители почнаа да сваќаат дека имаат нужна потреба како да го изберат својот прв лекар, кој да биде прв матичен педијатар нивен и така натаму, се со цел за да му што побрзо укажат помош на своето дете доколку му е нормално потребна. Како да го изберат својот матичен педијатар? Што е клучно? Ајде вака, јас сега ќе кажам, педијатар. за добар педијатар клучно е да ги сака децата. Тоа што го протежирам и јас се и го приметува најнакрај се приметува да не биде тоа само дел од работа или буквално да гледаме на детето како предмет, него да гледаме како на свое дете. Значи основа за еден добар педијатар е буквално да ги сака децата и да кога ја дава првата помош на тоа дете да ја дава како на свое дете таа прва помош, да несебично се труди да му ги примети сите работи. Основната работа на еден добар лекар е да ги приметува и уочува сите моментални недостатоци или параметри и проблематика кај тоа дете за да може да му помогне. Само така, најдобро зимајќи и анамнезата кој што е секако од родителот, само така ќе му помогне на едно дете. Јас сакам да кажам дека се повеќе имат голем проблем за избирање на добар матичен лекар или педијатар и така натаму. И не треба да талкаат. Значи, јас ќе кажам една узречица, 100 бабици, детето не чини, да се изразам токму така, значи навистина е така. Треба да се базираат и да се прецизираат кон еден лекар, треба да имаат доверба кон тој лекар, но треба навистина да изберат лекар кој што навистина, пак ќе се повторам само, ги сака децата и навистина сака да работи со децата, да не биде тоа рутина, да не биде тоа така. Значи, само задоволството, јас викам дека и со текот на годините сето тоа поминува, но ние педијатрите некако во душата и во срцето стануваме деца. И само така како деца, со деца може да се играме и да им помагаме и да навистина го оствариме тоа што треба. Така, со кои сте предизвици се соочува денес педијатријата како наука, што е актуелно денес, можеби во Вака, педијатријата како наука навистина треба постојано да се развива, треба да се обрне многу големо внимание. Ние постојано учиме, секојдневно. На мене, например, да кажем, еве, јас ќе зборам за својот еден вообичаен ден, конкретно, денот ми почнува со прелистување, освен или домашните обврски што мора да ги спомнам, зборам за професионалниот дел, кој ќе седнам да си го пијам утринскиот чај, јас така викам, кафе не пијам. Првично ги прочитувам сите новитети кои што се на Американската педијатриска асоциација. Сепак се огромна држава, многу модерна држава, да, и ти имат недостатоци, нели нормално, ама ние сме мали и треба да учиме од големите, сепак така и некој си правилен раст и развој, како да кажам, и развој на личност, и на држава, и на се. Зборот ми е дека навистина прочитувајќи ги тие информации треба да осознаваме што се случува околу светот, околу нас. И од тоа треба да ги превземаме сите новитети, буквално да ги носиме овдека и да на некој начин си олеснуваме работата, бидејќи сме многу помало општество, помала држава, имаме помалце деца, за жал ќе кажеме дека и прирастот кај нас падна на некој начин, дали се тоа однесува на економскиот факт, на преселниот факт, на губењето на белите мантили, на несигурноста кај нас, има многу фактори кои што влијаат нели на целава работа. Јас ќе кажам дека сепак треба ние да се надоградуваме. Секој добар педијатар постојано треба да се надоградува, дали преку учество во конгреси, дали преку обучување, дали преку учење, дали преку еве сега модерно е да кажем и телемедицината, каде што навистина ќе офатиме една многу битна гранка и ќе објасниме што значи телемедицината. Значи секако да апгрейдот е многу потребен, односно на самостојната и самосталната надоградба на една таква професија постојано треба да биде Значи цело време треба да сме ангажирани, да ги учиме новитетите, да учествуваме во тие процеси, за да може само да се софистицираме и усовршиме. Сега кога споменавте телемедицината, јас овде ќе го споменам и онлайн сајтот Се за децата, што се случува таму? Таму се јавувате како еден од соработниците? Да. Значи тоа е една убава приказна која што се разви, тоа е телемедицински сајт, каде што е назначен и баш буквално за децата, Се за децата, кажува и неговото име. Треба да го презентираме сето тоа убаво на родителите, дека што добиваат нели при користењето на сајтот Се за децата, тие добиваат брз,
моментален контакт со професионалец. Поготово со педијатар, кога станува збор, офатени се и други гранки, офатена е и дерматовенерологијата, офатена е и гинекологијата, офатена е и физијатријата и така натаму. Сето она што кај децата и кај родителот на детето може да се појави како факт за искористување на таква услуга. Битно е дека педијатарот, еве конкретно јас, како носител на целиот тој проект, а дека во 24 часа може да се закажат баш буквално термин за да може да бидат видени и тоа се случува преку Zoom. Во помодерно време, нели сите сакаме да користиме Viber и се одвива преку телефон. Можеме да ги видиме и резултатите, можам буквално пластично да го објаснам, што ќе добијат, ќе ги видиме првично резултатите, тие можат и претходно да бидат испратени кога се закажува прегледот, може да ги видам резултатите, можам да го прегледам детето, може да му го видам грлото, може да го видам окцето, можам да ги видам промените кожни и така натаму и тогаш целиот тим го гледа сето тоа и се укажува нели првична помош на детето. Секако дека ова е телемедицина и навремено се укажува. Не мора да дојде некој си родител од, да кажеме, Гевгелија или од Битола или од Охрид да ме добиеме некако стручак и другите колеги кои што учествуваат во тоа, него во секој момент може да го не добие онлайн. Колку се охрабруваат родителите да пристапат онлайн? Секој почеток е тежок. Значи, можам да кажам дека апсолутно таа теорија е вистинита. Сега за сега, јас ќе кажам дека само една мала група на родители се осмелува да го посети, нели да кажеме, сајтот. Интересот е огромен, ќе кажам дека навистина, не знам, над 28.000 прегледи има постојано самиот сајт, дека навистина таа телемедицина почнуваат луѓето полека да се уверуваат, но ќе кажам дека досега, од како функционира сајтот во последниве 2 месеци, дека околу 500 пациенти си имат јавено, ги имат добиено услугите. Јас ќе кажам дека коментари има апсолутно позитивни, дека досега не се случил негативен коментар на сето тоа како му укаже на првичната помош. Имаме нормално една секвела, ќе ја спомнам дека тоа е она како да кажеме надоместокот, односно финансискиот надоместок, зависи на кој родител како му одговара и каков пакет сака да искористи. Обично е минималниот, за да не знае колку пати ќе ги користи услугите онлайн и така натаму, но се повеќе и повеќе се охрабруваат, поготово имам и странски, ќе ви кажам, пациенти кои што ги користат нашите услуги, дека нормално дека родителот не е присутен постојано таму и мора да ги добие првичната помош. Така да викам, има време, сето тоа се развива и телемедицината е еден новитет кој што навистина ќе биде како и во другите држави. Модерните држави ќе го користат нормално, ќе кажам дека и поседуваат и кит и продаваат цел кит, еден сервисен уред каде што буквално ги запазува сите параметри. Од работа на срце, од офталмолошки, од отолошки преглед, секој преглед, дури диши, тоа што е познато за кајчичкиот доктор. Јас ќе кажам дека вистинските професионалци можат преку еден таков совет кој ќе го слушнат детето, кој ќе го видат детето, да ги дадат навистина правите инструкции и вистинските насоки. Така, со оглед дека и технологијата оди многу брзо напред. Многу брзо напред и тоа го бара можеби и од вас како професионалци. Јас се надевам дека ова ќе биде доста актуелно во иднина и доста корисно за сите оние родители кои доктор Ангел Чандоновски надвор од работата си ја носите ли дома работата? Вака, работата си ја носам дома. Секако дека мојот телефон никогаш не престанувам, навистина се заложи уште пред долг временски период, можам да кажам 7 години како специјалист педијатар, дека никогаш мојот телефон нема да биде недостапен и дури им дозволив и на родителите да ме бараат и преку социјалните мрежи за да навистина им дадам некаков си правец вистински за да најдат помош за своето дете и тоа ќе продолжам така да го правам. Во домашни услови сум си баш татко кој што навистина обрнува внимание на децата. Гледаме да има многу голема дружба, семејството е најбитната работа, со сопругата сме и двајца борци кога станува збор за најмалиот член на нашето семејство, кој што навистина растеше, се развиваше токму во овие разговори сега што ги зборевме и некако се боревме постојано и се дружиме, гледаме да патуваме многу, гледаме да посетуваме доста места. Гледам да им се даде на децата навистина вистински правец за да си почитуваат
почитуваат и корените, да си почитуваат историјата, односно го почитуваат семејството. Преовладува ли лекарската грижа кон вашите дечиња и ве како родител? Па превладуваме, ќе ви кажам дека навистина гледаме да сето тоа биде сведено на минимум, да не се разболуваат, сите тоа го посакуваме. Не сакам да сум субјективен, своите деца ги давам на друг лекар да ги прегледува. Имаат педијатар? Да, така? имаат свој матичен педијатар. Јас можам да се најдам како прва помош, но сепак ако дојде до некако си не сакам на правец да зазиме, сепак барам второ мислење. Ќе кажам затоа зашто две глави подобро мислат од една глава и субјективноста кај еден родител, кој што токму татко е педијатар, не е јас како што сум, не смее да биде на сето тоа да се базира дека таа е таа вистинската вистина. Паричката има две страни, нели? Така да исто тоа и јас се застапам како тоа. Сакаме да патуваме многу, да се дружиме, да одиме на доста убави места, да биде тоа патување претежно нели со возило каде што може да застануваме, па да се дружиме, па да дискутираме и така натаму во слободно време. Сум со големиот син кој што е кошаркар и е дел на еден убав тим каде што јас сум лекар на тој тим. Така да постојано сум обкружен со деца и сакам да бидам во нивно присуство за да им се укаже помош доколку е нели потребна. Јас сакам да кажам дека се помалце треба да им биде потребна помош, но сепак нели се случуваат и такви работи кај што сум неопходен. Доста сакам да пешачам, да читам, да пишувам, знаете дека доста нели творам. Сакам да учествувам на многу, да кажеме така, интересни дружби, средби меѓу пријателите, каде што навистина мора да се одржува нели и таа кондиција на некој начин за да не се изгуби сето тоа, бидејќи навистина само така со убави и топли луѓе да се споделува. Немаме многу пријатели, јас ќе кажам дека се бројат на рацете, на прстите од рацете. Така да навистина еден убав круг на пријатели, на топлина, на убаво семејство, само така може реалните вредности да ги пренесеме меѓу нас и да ги споделиме со другите. Токму така, претпоставувам дека времето поминато со неблиските ви е непроценливо и дека и на тој начин воедно и се релаксирате од сето на кое што ви го сочинува професионалниот живот. Доктор Ангелче, што ќе им порачаме на сите оние родители, на сите нови родители, можеби кои што ќе станат веќе родители, кои што ќе го погледнат ова интервју, еве советот специјалист педијатар, можеби? Јас ќе кажам една работа, да секој пат навистина си го сакате своето семејство, да ги гледате работите реално, да не сте со нереален пристап кон работите, да навистина за своите деца побарате помош токму кога им е неопходна и да се јавите кај професионалци. Не секој пат да се консултирате и да слушате што други ќе ви кажат, него токму и со Google и Yahoo да ги користите, него токму да побарате помош од професионалец. Има ли кај нас во Македонија професионалци, стручњаци? Па мале бројот, но има. Можам да кажам дека навистина тоа ме научи дека ни се случува еден екзодус на белиот мантил и на медицинскиот персонал. Имаме голем проблем тука дека навистина довербата во нашиот здравствен систем е сведена на многу ниско ниво. Можам да кажам и со право дека не настана некој голем број на реформи и покрај пандемијата и ностоп се тапшавме по раме дека пандемијата е крива, ама еве пандемија имаше во цел свет, па другите општества идеа и грабеа напред. Ние некако заталкавме, некако застанавме во една кал, да се изразам така, нели, каде што вистинските професионалци си ја побараа својата среќа надвор, ван својата татковина, ван својата држава. Јас не се согласувам со тоа. Малку сум скептик дека навистина и верувам, оптимист сум дека ќе се случи секој нас, нели, секој ден се очекувам дека ќе се случи се нешто подобро, но за жал еве ќе кажам дека навистина реалноста е таа. Ни избега доста голем кадар. Решението е во централизација и регионализација на големите здравствени центри, дали е тоа нашиот Скопски центар, дали е тоа Битолскиот, дали е тоа Струмичкиот, дали е тоа Охридскиот и така натаму. Значи регионализација, конфлуирање на тој стручен кадар и само така и платите ќе се поголеми, само така пациентите ќе добијат многу брза помош и интервенција, отколку вака како што ни се случува нели сега. Имаме многу пропусти кои што се случија, ќе кажам, не се реализира доста проекти, не се остварија сите оние промени кои што и требаше да се остварат, но сепак верувам дека ќе дојде еден таков бран кој што ќе изнайде модус и начин, секако прашувајќи ги
поискусните и професионалците кои што навистина се трудат за опстанок на својата фела и на својата држава, за да може да дадат правилни насоки. Верувате ли во подобро утре за здравствениот систем и белите мантили? Јас вака, верувам дека постои модел, кој што и затоа го наведов ова еден краток опис на сето она кое што јас можам да го дадам како совет, како човек кој што е бил менаџер пред се на здравствена убава установа, голема, човек кој што ги е движел работите во здравствениот систем и кој што се е засегал и се борел за промени во здравствениот систем и понатаму ќе продолжам да се борам во промените. Верувам дека само со вистински професионалци и луѓе кои што навистина си ја сакат својата работа и ја сакат својата држава, можат да изнајдат добри решенија. Но тоа се добри луѓе менаџери кои што навистина знаат како да соединат неколку модели кои што се успешни во светот, да го сведат само на едно минорно општество како што сме ние и да тоа биде практично изводливо, а не да се случува ова што сега ни се случува во моментот. Доктор Ангелче, ви благодарам за ова излагање, ви благодарам што бевте одличен соговорник, ви благодарам за овие теми кои што се од доста големо значење за една голема популација. Кај нас па можеби и за сите нас. Ви честитам за се досега што сте направиле за дечињата, за родителите, ви честитам за вашите трудови, ќе посакам да се множат ваквите трудови од стручната литература која и како е потребна за родителите и за дечињата и посакувам наша наредна средба со ново дело. Ви благодарам. Секој пат ќе бидам ваш гостин во било кое време за било каква проблематика ќе ме побарате, затоа зашто навистина верувам во она што се вика новинарство и ширење на добар збор, баш токму поради малиот број на медиуми кои што навистина сака да ја пренесат реалната ситуација и состојба која што ни се случува токму нас во нашето општество, бидејќи вие сте двигател на тоа општество и само така укажувајќи ги и предностите, и маните, и недостатоците, може само да се движиме нормално знаете и кога треба да се пофали, така да во секој момент ќе бидам ваш гостин и ми е драго што сум и денеска дел на вашата емисија. Ви благодарам до следното наше видување. Почитувани гледачи, доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар во најновото издание од емисијата Од своја страна, проговоривме за доста актуелни теми денес, за теми кои што ги задираат како родителите, така и нивните најмили дечињата. Проговоривме за најновото дело на докторот, развојна патека кај децата, дело кое што е упатено и кое што може да си го снабдат сите оние на кои што ќе им послужи, на сите оние родители почетници. Ви благодарам што овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце, ви благодарам за издвоеното внимание. Овде ќе ви закажам наша наредна средба, наше наредно интервју токму за 7 дена, а при самиот крај да не заборавам да ја поздравам и мојата шпинкерка Самра и Мери. Се гледаме за една седмица, до тогаш чувајте се и бидете поздравени.